Јас сум пензионер и со устав ми е загарантирано правилото да заборавам. Но како почитувач на традицијата, сега ќе го прекршам уставот и ќе прочитам неколку фрагменти од една моја колумна, објавена пред скоро 20 години. Дали го сакам Скопје? Да, иако имам и поголеми пороци. Еднаш се кандидирав за градоначалник. Од кое место е најубавиот поглед на Скопје? Од задната шофершајбна на автомобилот. Кога времето не би се расипувало, климата овде би била идеална. Не сум ситничар и го сакам Скопје во сите годишни времиња. Кога е лето сакам да биде зима, а кога е зима сакам да биде лето. Големата загаденост на воздухот делува позитивно, бидејќи за многу скопјани кашлањето е единствената физичка активност. Што е пешак во Скопје? Пешак е човек што едва и некако успеал да пронајде паркинг за својот автомобил. И бидејќи скопјани се надалеку познати по својата интелигенција, почна да купуваат паркирани автомобили. Губењето живот во сообраќајка овде се смета за природна смрт. Затоа пешаците се најсигурни во амбулантна кола. Како да го сватиме Скопје? Никако. Скопје е град што не може да се свати. Најмалку рационално. Затоа биди земјоделец во духовна смисла. Не штеди имагинација и фантазија. Удри малку и на креација. Мојата огромна љубов кон Скопје им ја намали работата на заводите за статистика во неколку градови во светот. Инаку сега ќе дремев како мисир над некој чајче во Лондон и додека го топам кексот во могличавата и леплива квечерина, умирам од желба за македонското сонце и првите марулки во Идадија. И сега, што да се каже на крајот? Ништо. Во свечена тишина, сите заедно да собереме огромно количество на благодарност и да му ги врачиме на градот Херој. А тоа секогаш е Скопје. Затоа што не трпи нас. Тежина која тешко дека може да издржи едно Мексико Сити заедно со Арачиново и Љубодрак. И најнакрај, да не беше Скопје вакво какво што е, многумина од нас ќе останеа без работа. Професионални намќори и критичари на Скопје е се повеќе почитувана професија. Звезда си во некој облак како плав, чија си и кој ти гали. Скопје беше Скопје, јас ќе ти кажам, мене да стасува прво рампата. Мене да недостасува кордото. Мене недостасува плоштадот. Мене недостасува кривина Сарај. Мене недостасува 11 саат, идеш на кордо, петок сабота недел, во 11 саат си одеш и позади тебе шмркот комунално чисти. Се знаеш по генерација. Кој пред Пелистер, кој пред Метропол, кој Каристиш палата. Јас стоја пред Карми тamo, на ќоша се, што има таму неко бурекче, што е тоа, не знам што е. Ето, со сите други, сите пријатели, ки си најдеш и девојче. Овде, пред дукинот мој, значи овде Киселова се дружевме, пошто играме фудбал, тука позади беше еден слободен простор. Што треба, така ли, фино, зелено. И сабота, недел, ќе се истрчеш како ѓавол, и после, нели, ќе се облечем, ќе се спуши, ќе се облечем со оделце, дотерам, со машниче. И веси, ќе застанам пред дукината, ќе ме чекаат мене. Се знае како да бидеш мачо. Се знае Петрот, ќе се дотреш, навече ќе се дотреш со оделце, пошто беше со коцка, не беше вака. Само на средината едно фонтанички имаше едно парче, така фино закружено, како што сега. Ти фактеш поне дотерам. Убаво изгледаш. И на крај после, усемо искам, тук имаше како пивница, и там и храна имаше, али и пивница после. И кај 10 сат, тоа е стане едно пиво ладно, 11 сат. После на автобус, готов, кај? А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Не оставаш мене, за друг да те земе, не те давам цвету мој. Овде сум во Скопската чаршија уште од мало дете од 6 години. Овој занат е фамилиарен. Овде ја, кај што сум учел, занат е од мојот роден татко.
До сега, значи, сум веќе 50 години во занечиството, значи од 6 имам 56 години. Порано има голема разлика од пред 30 години и сега. Порано секој пред да дојдеме во дуќан, ќе седневме, ќе пиевме со комшиите чај, кафе или оролет, па ќе земевме, ќе сметеме дуќан, ќе се нашалиме и ќе почнеме да работиме. А сега тоа веќе тој еснав се изгуби. Скопската чаршија имаше преку 420 занаети, сега уште може од 5 до 6 занаети што обстана. Бевме 46 шапкари во цела Македонија, значи за цела Македонија, а сега сум само ја. И тоа ви кажува што значи занечиството, значи еден ден ја ќе се пензионерам и ја ќе го затворам дуќанот. Во чаршијата имаше многу занаети кои што сега многу ретко ги има, значи имаше кондураджи, папуджи, сандалджи, ташнари, крзнари, еве сега веќе немаме крзнар. Па имаше лимари, устој лимарски занат, па и се правеа казани за раки. Значи нема веќе ни еден казанџија, а имавме 14 казанџи. Бочвари што се произведува бочви за вино, за ракија и за сега што се става за зимно време, значи ова кисела зелка, ни еден. Тоа е штета за една убава ваква чаршија кој што сегде сум бил во Европа, ваква голема чаршија и е штета за Македонија. Луѓето што се постарата генерација, еве за моја генерација, прв кафиш во Скопје се викаше Бони. Тоа е одма каше грчка амбасада. После 4 години се отвори Ани. След 4 години па се отвори Пирамида, па Ново Скопје, а пред Ново Скопје имаше една зграда, под зградата имаше една кафана, се викаше Починка. Најстара дискотека во Скопје е Мусандра, па после иде Таверна, па иде Турист, па иде Огниште, Скала и Панорама. Значи се двоја, значи тие малце што бевме по мангупчиња, одевме по дискотека. Татко ми ќе ми дадеше ова конјот црвенава пара, абе да се пие, да се јаде и по дискотеки, и сме частели, и женски сме частели, и на крај пак ќе ни остане. Некој му ја даде та мандолина и момчето грсоништа од срце си скина. Небото му капна. Темата дали старото Скопје е поубаво од новото, ја наметнаа луѓе кои не можат да живеат без кавга. Тој им е духовна храна. Во минатото читаа само некролози по бандери, а денес читаат само Фејсбук. Мојот став е дека градот треба да се сака како дете, од бебе па се до староста. Во тој период се случуваат многу убави, но и многу лоши работи, но ние не престануваме да го сакаме нашето дете. Така е и со градот. Славниот нобеловец Иво Андрич одамна напишал: за еден град ќе дознаете многу повеќе ако го прочитате возниот ред отколку сите книги напишани за него. Исто е и со градските графити. Завршив ликовна академија. Сега можам да се сликам. Родниот град не е тој во кој што сте го почнале својот живот, туку тој во кого сакате да го завршите. Дали скопјани можат да бидат подобри луѓе? Можат. Само никој не сака да почне прв. Имаат лошо искуство. И на крај, и најважно за мене, и на сон, и на јаве, како детски цртежи на асфалт. Целиот мој живот е на мапата на Скопје, затоа што во ниту еден град во светот звездите не се толку блескави како во градот на твоето детство. Благодарам. Не знам што ми зборува